Почитувани гледачи на спортска мрежа, нова емисија посветена на третата македонска фудбалска лига Исток. Знаете дека во изминатите денови најавувавме нови детали околу новата сезона од третата македонска фудбалска лига Исток, околу тоа кои екипи ќе настапуваат, околу зголемениот број на екипи всушност кои што ќе настапуваат во новата сезона, трансферите, инфраструктурата и се она што е важно за третата македонска фудбалска лига Исток. Новата надпреварувачка сезона на Истокот ќе започне на 15 септември со 12 екипи или 3 повеќе во однос на ланската сезона кога настапуваат 9 екипи. Знаете дека минатата сезона во трета лига Исток шампион беше екипата на Вардарскиот Богданци, која екипа триумфираше над Кораб од Дебар, шампион на трета лига Југозапад, и со тоа практично се пласираше во втората македонска фудбалска лига после 27 години. Во однос на новата сезона, 8 екипи кои што остануваат од претходната сезона, тама нема да има испаѓање. Значи остануваат да се надпреваруваат и во новата сезона. Тоа се екипата на Тивери од Струмица, Слого од Виница, која што всушност и во минатото настапуваше во втората македонска фудбалска лига, а тука е екипата на Овче поле од Свети Николе, Рудар од Провиштип, понатаму Ударник од Пирава, Малеш, Рудар и екипата на Карменци. Овие 8 екипи кои што настапува и екипата на Дојранско езеро, да не ја забораваме, овие екипи кои што настапуваа минатата сезона ќе настапуваат и во новата сезона. Меѓутоа, таа бројка на дополната со нови 4 екипи. Екипата на Светлост од Зрновци, општина кај Кочани, стана шампион на општинската фудбалска лига во Кочани или четвртата лига и автоматски со тоа се пласираше во трета лига Исток. Меѓутоа имаме две екипи повратници кои што пријави учество, а тоа е екипата на Брајалнец од Делчево, која што една сезона настапуваше во првата лига, и екипата на Хоризонт од Турнова, која што по месечини околу 3-4 сезони пауза во сениорска конкуренција се враќа во третата македонска фудбалска лига Исток, односно ќе настапува во сениорска конкуренција. Понатаму нова екипа која што ќе настапува во трета лига Исток е фудбалскиот клуб Граничар спорт од Ново Коњарево, општина Ново село Струмичко, ќе пријави, односно веќе пријави, ќе настапува во трета лига Исток во новата сезона. Овие се 12 екипи кои што ќе настапуваат во новата сезона 2024-2025 во третата македонска фудбалска лига Исток. Се пројавија многу гласни околу оваа нова екипа која што последно ја спомнав. Ќе започнеме со анализа на екипите, почнуваме од оваа екипа, тоа е фудбалски клуб Граничар спорт. Ние разговаравме со председател на клубот, Стевче, кој што децидно ги отфрли оние шпекулации, јас би рекол, или информации кои што кружат во медиумите, дека станало збор за тоа дека бугари стојат позади овој клуб, тој тоа го отфрли, велејќи дека нема ништо од тоа, а додава дека клубот постои повеќе од 17 години и дека пред 6-7 години настапало во општинската фудбалска лига во Струмица. Меѓутоа, со оглед на фактот дека нема веќе општинска фудбалска лига во Струмица, тие група на ентузијасти кои што ете од општина Ново село, односно сите овие села тука во оваа околина, се собираат и доаѓа до таа идеја да го реактивираат клубот и во новата сезона да настапуваат со локални фудбалери од овие села кои што гравитираат во општина Ново село. Практично тој како што ни изјави дека нема бугари кои што стојат позади овој клуб, тој клуб, како што кажав, постоел повеќе од 17 години и ете сега е одново реактивиран според податоците во комет системот на Фудбалската федерација на Македонија. Овој клуб, ова здружение е формирано од 2014 година. Тоа значи дека во новата сезона овој клуб ќе надпреварите ќе ги игра на стадионот во општина Ново село, кој што веќе ги исполнува условите за настап во третата македонска фудбалска лига Исток. Околу инфраструктурата сите стадиони ги исполнуваат условите. Пред се тука можеме да искоментираме околу стадионот на Светлост во Зрновци, таму веќе се преземаат одредени активности за санација на самиот терен за да може да исполнува услови за трета лига, се врши некоја реконструкција на собликувалните, со бетонки се покрива тој дел каде што е предвиден за паркинг и ќе има санација на клупите за резвери, самиот тревник е во добра кондиција, така да веќе сите екипи ќе победне нормално комисија за надпреварување на трета лига Исток за да утврди во каква состојба се терените, оние терени на кои што и лани се играше трета лига Исток се во добра состојба, така да веќе во тој дел е завршена работата, јас би рекол. Ги имаме тие 12 екипи кои што пријавија учество, значи го потврдија самото учество. Сега
околу делот на амбициите. Знаете дека минатата сезона таа борба за тоа кој да биде прв и кој да игра бараш за влез во втората македонска фудбалска лига ја водеа Вардарскиот Богданци и екипата на Слога од Винеце. Меѓутоа Слога поради лошата есенска полусезона на крајот не можеше да го стигне Вардарски и со 2 бода негатива помалку од Вардарски заврши на второто место. Во новата сезона и самиот претседател Дејан Михајлов ни изјави дека тие имаат амбиции за директно да влезат, односно да играат бараш и да влезат во втората македонска фудбалска лига и тоа одат со отворени карти и тоа да сезоната ја завршат без ниту еден загубен на надпревар, односно на максимален број на победи во новата сезона, така да Слого Винеце е прв фаворит, таму не јавевме, се уште нема официјално потврден трансфер, ќе причекаме тие трансфери да бидат официјални, ќе ексклузивно ќе ги објавиме на спортска мрежа, меѓутоа еве можеме да најавиме дека таму Слого преговара со играчи кои што имаат прволигашко и второлигашко искуство, дел од нив ќе дојдат директно од втора, некои играчи од прва лига со цел да Слого Винеца биде тим кој што без проблеми би можел во спортски жаргон да кажеме дека ќе се прошеде и ќе се врати во втората македонска фудбалска лига. Она што е друго околу сите овие екипи. Екипата на Хоризонт Турново, кажавме дека се враќа на фудбалската карта на Македонија, таму теренот знаете дека е во одлична состојба, минатата сезона дури и Берера ги играше своите прволигашки надпревари на тој терен во Кукуш во Турново. За оваа сезона нема амбиции да се бори за тоа прво место, барем според информациите кои што ги добиваме, меѓутоа ќе се направи конкурентен тим со млади играчи за да бидат високо на табелата, меѓутоа веќе од следната сезона Хоризонт Турнова ќе оди со отворени карти да се врати во втората македонска фудбалска лига. Околу амбициите на останатите екипи имаме уште 3 до 4 екипи кои што ќе се борат за висок пласман или ете и да се надеваат да изненадат Слога па да стигнат до тоа прво место. Тука е екипата на Струмичка Тиверија која што лани особено во пролетна дел одигра многу добра сезона. Тука е Овче поле, понатамо тука ќе биде екипата на Дојранско езеро која што ќе претендира за висок пласман, па екипата на Ударник која што има фантастичен терен кој што објавувавме претходно дека теренот во Пирава се прави на едно високо ниво и јас еве би рекол секој час за овој третолигаш како се организира, колку прашање да се одржува тој тревник и тој главен терен таму во Пирава за да се игра добар фудбал. Овие екипи ќе имаат да речем некои амбиции да бидат пред се во горен дел од табелата. Слого Винеце е прв фаворит, меѓутоа останатите екипи тука ќе биде и Брегалнец од Делчево кој што можеби нема да има амбиции за да доаѓа до втора лига, меѓутоа ќе биде во горниот дел од табелата, па така да Слого Винеца ќе има доста да речем противници кои што ќе пружат силен отпор, па ќе биде доста интересно првенството кое што ќе биде подолго во однос на лани, бидејќи ќе има нели многу повеќе кола за одигрување во однос на претходната сезона кога беа 9 екипи, во секоја кола имаше по една екипа која што беше слободна и со тоа се игра нели нормално помалку надпревари. Кажавме дека на 15 септември треба да започне новата сезона, дека до околу 17 ноември ќе треба да заврши тој есенски дел, потоа во март да започне пролетната полусезона. Знаете дека првопласираната екипа ќе игра бараш со еден од шампионите на трета лига и она екипа која што ќе заврши на 14-тото место во втората македонска фудбалска лига. И во оваа емисија го отвараме прашањето околу тоа дали третолигашите треба да играат бараш за влез во втора лига, зборам за оние третолигаши кои што ќе бидат шампиони. Ние како спортска мрежа, како медиум кој што е посветен на македонскиот спорт, на македонскиот фудбал, на нисколигашите, одново го отвараме прашањето кое што веќе 2 месеци го наметнуваме во јавноста. Мора да се размислува од трета лига, мора да ги промене границите или евентуално ако останат овие 5 региони да шампионите имаат директен влез во втора лига. Кој е поентата? Вие да бидете шампион и пак ако не го помине тој бараш следната година да играте однав во ист ранг на надпреварување. Што значи самиот момент дека вие сте шампиони, автоматски вас ви следи промоција во повисок ранг на надпреварување. Мора да се размислува и мора да му се овозможи на третолигашите кои што се шампиони да играат директно во втората македонска фудбалска лига. Бараш треба да му следи на онаа екипа која што ќе иде втора, а не и на екипата која што ќе заврши на првото место. Веќе има некои шпекулации кои што се зборат, се размислуваат за прекорување на границите, да
третата македонска фудбалска лига наместо 5 региони бидат 3 региони, па на тој начин шампионите на тие 3 региони директно влезат во втората македонска фудбалска лига, последните 3 екипи да испаднат од втората лига. Веќе во таков случај има многу поголема и мотив и мотивација не само кај фудбалерите, не само кај стручните штабови, кај управите на тие клубови, туку и да се инвестира, односно да бизнес сектор инвестира во одреден клуб во трета лига, да дојде до втора лига, а потоа и во прва лига. Со оглед на фактот, овново ќе го земам како класичен пример Велозерими, 2 години поред е шампион на третата македонска фудбалска лига, запати 2 години поред ги губи баражите. Првата година загуби од екипата на Башкими, потоа во ждрепката немаше од тие поразени екипи, кога Новаци и Осогло беа извлечени од ждрепката на поразени екипи, Велозерими немаше среќа. Минатата година или веќе оваа сезона која што во мај заврши, ти оново загуби овој пат од Борец во Битола со 3-2. Така да веќе се отвара прашањето да ова екипа има потрошна сериозни суми на финансии, и кој е мотивот таа екипа оново да игра, или без разлика кој да е друга екипа. Ова е случајот кој се случува со Велозериме, да 2 години поред да го губи тој бараж, а 2 години поред е шампион и 2 години поред игра во иста ранка на надпреварување. Мора да се размисли таа солуција, мора да се промени по секоја цена. Јас лично размислувам исто на тој став да третолигашите како шампиони мора да се пласираат директно во втората македонска фудбалска лига. Ако сте шампиони, самиот момент значи дека вас ви следува прогрес, односно промоција во повисок ранг на надпреварување. Така да треба темелно да се размислува за оваа сезона. Дефинитивно тоа е невозможно, меѓутоа веќе за следната сезона мора со време да се размислува и ова мора да се промени. Лично сметам дека и во разговорите и со некои од нашите гости дека формирањето на тие 3 региони, конкретно ако зборуваме да се така направи формулација на трета лига исток, односно исток, југ, југозапад, запад и север, да бидат во 3 региони, дали би било тоа централен регион, исток и запад или север, исток, запад, небитно како и да се крстат, како и да се формулират, ќе донесе на квалитет и ќе има некоја поголема борба, бидејќи има доста поквалитетни екипи во трета лига, бидејќи знаеме дека дел од регионите кубурат со 9, 10, 11 екипи, често се случува да се откаже една 2 екипи до полусезона, па првенството се доигра со 7-8 екипи. Меѓутоа во некои региони пак управите или раководството на самиот ОФС кој што организира тој регион на трета лига, како што е случајот со ОФС Кочене, кој што работи на тој донесува 4 екипи, значи се пројави интересот, се разбуди интересот, изголемен интересот за надпреварување во трета лига исто, веќе со 12 екипи ќе има некој квалитет, можеби поголем во однос кога беа 9 екипи. Меѓутоа сепак пак повторно доаѓаме до тој момент да имаме екипи кои што сакаат да се пласираат во втора лига, сакаат да инвестираат, меѓутоа се ограничени поради тој момент да иако бидат шампиони морат да играат бараж. Она што друго треба да го спомнеме, кажавме дека екипата, односно имаме 4 нови екипи кои што ги анализиравме и кажавме кои се околу ФК Граничар спорт, ексклузивно кажавме одредени информации со кои што разговаравме со претседател Стефче, најавуваме дека со него или со некој друг од раководството на клуб ќе разговараме, значи ќе имаме на емисија за фудбалски клуб Граничар спорт, малце подетално да поразговараме околу сите нивни амбиции, околу сите тие нивни планови како клуб Итали, пред тој самиот да каже околу овие гласнини кои што се шират низ спортската јавност дека бугари стојат позади овој клуб. Она што друго треба да го спомнеме во трета лига исток, дека ќе веќе се утврдени висината на котизациите, клубовите се информирани, веќе се работи на тоа да се плаќаат тие котизации современо за да може да бидат ставени во ждревот за новата сезона. Ми се чини негде околу 3, 4, 5 септември ќе биде во тој период, во тие денови ќе биде ждребувањето, со што ќе го имаме конечно и ексклузивно ќе го објавиме на спортска мрежа распоредот за целата надпреварувачка сезона 2024-2025 во третата македонска фудбалска лига Истока. Накратко ова е с информациите за третата македонска фудбалска лига Исток. Ние претходно најавувавме, објавувавме. Сега и на спортска мрежа целото сублимирано во една емисија која што кажавме уште еднаш посветуваме на третата македонска фудбалска лига Исток. Накратко ќе искоментираме за останатите региони, меѓутоа ќе имаме посебни емисии за овие региони. За неколку дена би требало да реализираме уште неколку емисии поврзани со трета лига.
ќе реализираме емисија во Охрид за трета лига Југозапад, бидејќи Општинскиот фудбалски сојуз Охрид, почнувајќи од оваа сезона во наредните 2 сезони ќе биде организатор на трета лига Југозапад. Ќе видиме таму кои екипи ќе настапуваат. Знаете дека Карорман испадна од втора лига и ќе настапува од трета лига Југозапад. Ќе видиме таму кој број на екипи ќе биде, дали ќе имаме нови членови, дали ќе има нови екипи кои што треба да влезат од општинските фудбалски сојузи во Битула, понатаму од Струга и од Охрид. Ќе видиме со каква ќе биде расположение тие екипи, дали ќе има некој откажување, фузирање така натаму. Истото тоа ќе го провериме и во запад, југ, на север кажавме претходно, Шкенди Рачиново е главен и прв фаворит за освојување на првото место. Знаете дека таму се внесоа квалитетни засилувања, ќе ги спомнам само дел од нив, тука е Бурхан Мустафа и Јусуф Олиев кои што пристигна. Бурхан Мустафа доаѓа од Воска Спорт во пакет со Љупче Трпески, тие се прволигашки засилувања. Јусуф Олиев кој што доаѓа од Детонит Лачковец од Радовиш, ги промовиравме и односно ги соопштивме кои се новите засилувања во нашата претходна емисија, може да погледнете. Уште еднаш ќе кажам ова накратко за трета македонска фудбалска лига, меѓутоа во следната емисија многу по-детални, поинтересни информации, ексклузивни кои што ќе ги соопштиме на спортска мрежа. Сите вие кои што сакате да поддржите спортска мрежа и нашиот проект кој што го темелиме од 2010 година, тоа може да го направите и да не поддржите на било кој начин. Секоја помош, секоја поддршка, секоја донација нас ни е значајна и потребна. И не заборавајте, најважното е претплатете се на нашиот YouTube канал. Сите вие кои што го гледате моментално ова емисија, ова видео, долу може да кликнете subscribe, претплати се, тоа е бесплатна опција, нас многу ни значи тоа. Гледајте ги нашите емисии, бидејќи тоа исто така ни значи. Добро донесете коментари, може во коментар да напишете одредени прашања кои што би сакале да ги адресираме до клубовите во третата македонска фудбалска лига со цел да ги побараме тие одговори и да ги соопштиме во некоја од следните наши емисии. Уште еднаш претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.